Кошаркарките на Трокал, заслужено најдобрите во Македонија за девојчиња до 14 години во кошарка, денеска ги примија градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и претседателот на Советот Ристо Сакалиев. Да потсетиме, кошаркарките на Бадел 1892 година, инаку неприкосновени во Македонија во кошарката, во оваа конкуренција не успеа да го одбранат трофејот на последниот турнир за девојчиња до 14 години и помлади кој се одржа во Скопје. Младите кошаркарки на Трокал од Кавадарци го изненадија победникот на предновогодишниот турнир и во трилер завршницата со 35-36 беа победници. Кавадарчанките од Скопје изминатиот викенд си заминаа со најголемиот плен откако избраничките на Никола Златев го совладаа противникот од Крива Паланка во финалниот надпревар за девојчиња до 14 години 33-19. Со ова победа кошаркарките на Трокал го освоија првото место во Македонија во оваа конкуренција. Овој голем успех беше повод денеска кошаркарките со тренерот Никола Златев да ги прими градоначалникот Митко Јанчев заедно со претседателот на Советот Ристо Сакалиев. Со нив беше и познатиот кошаркарски стратег Методи Екаров, директорот на спортската сала Саша Атанасовски. При тој Јанчев им се заблагодари на девојките за големиот успех на македонското првенство во кошарка во конкуренција за кошаркарки до 14 години и им посака перманентен успех и во иднина. Тоа значи, средствата што општината и Советот ги одделуваат за нив, соодветно се враќаат на спортски план со успех. При тоа беше истакнат уделот на најдобрата поединка на средбата во Скопје Лиле Миткова, а приликата беше искористена за заедничка фотографија. Инаку, овој клуб од Кавадарци од пред некоја година ги користи термините во спортската сала Јасмин за тренинг, кој ги плаќа Дрекслер Мајер Кавадарци, ниедна поединка не плаќа месечна членарина, трошоците за тренери, гостување и други трошоци ги надоместуваат општината од буџетот со напори на управата на клубот и спортската сала Јасмин. Се е подредено на квалитетниот тренинг и игра, нема форсирање на поединки, сите имаат подеднаква шанса за добра игра, што еве ја искористија. Така ќе се продолжи во иднина, што се надеваме ќе резултира со враќање на квалитетот на женската кошарка на прволигошко ниво во нашиот град.